Во општина Пустец, Албанија, гледате дека освен што е на албански напишано, исто така е напишано и на македонски јазик. Валона е еден град кој што е навистина изменет последниве неколку години и развиен многу добро. А сега да уживаме во планините во прекрасниот национален парк Логара. Пристигнуваме на местото каде доколку одевме низ тунелот ќе излезевме. Добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Денес одиме на едно дводневно патување до Саранда и тоа ќе одиме Битола до селото Стење, таму ќе влеземе во Албанија и потоа одиме од Стење до Елбасан по еден пат кој не многу луѓе го знаат, а треба да е во одлична состојба. Всушност тој е патот низ кој се пробав лани да одам. Лани правев патување низ Грција, од кое што го започнав од Ксамил, и низ овој пат кој води до Елбасан ќе одев, меѓутоа беше неасфалтиран и поради дезинформации некако не поминав по тој пат, но сега ќе го возиме. И од Елбасан одиме преку Логара пас, покрај тунелот, новиот тунел Логара, нема во него да влезиме и стигнуваме Саранда. Иначе денес сабота, 8 без 15 часот, времето свежичко, меѓутоа таман се осеќам одлично. Сега одиме да излезиме од Битола и преку превој Јавато да одиме кон Стење. Поминуваме низ селото Стење и сега да одиме да влезиме во Албанија. Таму во Албанија кога ќе влезиме, ќе возиме низ општината Пустец. И пристигнуваме на граничниот премин, нема никој. И добре дојдов во Албанија, поточно во општина Пустец. Општина Пустец е, како што знаете, општина во Албанија која што е населена со македонци. На граница поминав доста брзо, јас бев единствениот. Ова е втор пат на овај граничен премин да преминам и првиот пат кога бев немаше никој, така да брзо оди све. Од левата страна, таму ни е и островот Голем град, од тука се гледа доста поблиску наспрема од македонска страна. А во селото Пустец нема да влезам, туку ќе завртам пред Пустец во десно. Еве и еден подобар поглед на островот Голем град. Тоа таму копното. Во општина Пустец, Албанија, гледате дека освен што е на албански напишано, исто така е напишано и на македонски јазик. Тука да завртиме лево за Малик и сега само по главна улица треба да возам и да започнем со возење на тој прекрасен малку поинаков пат што не води кон Елбасан. А градче во низ кој моментално возам се вика Либорно и делува доста средено. Има и кафич, јас можам тука негде пауза да си направам, бидејќи немам направена пауза од како сум тргнат. Тука треба да одам на вториот излез и потоа само право. И ова е местото каде што лани се вратив,
Прашував еден човек дали е асфалтиран патот. Тој ми рече дека 50 км не е асфалтиран. Но сега е една година подоцна има тука асфалт. Не е обележан, што значи дека е најверојатно скоро асфалтиран, но сепак битно асфалт е. И тука имаме дел кој што не е асфалтиран, но одма потаму гледам започнува повторно асфалт. А јас пауза тука ќе си направам под сенката сепак и продолжувам кон Елбасан. Веќе неколку километри возам по оваков пат. Не е асфалт, меѓутоа чакалено рамно е, со исклучоци чесни каде што има некои дупки, каде што силно ќе удрите, но се вози во глобала, не е некој тежок офроад да речите, се вози побрзо. Не варајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам. Со вас на парадите. Не варајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам. Моментално сме во градот Грашум, така нешто се вика. Големко градче во овој крај се гледа, развиено и многу е живо така раздвижено од сабајлечки. А јас сега одам да се приклучам на патот од Елбасан за Валона, но пред тоа ќе направам пауза, а пред да направам пауза... Опс... А пред да направам пауза, ќе проверам на GPS-от дали се движам во точна насока, бидејќи не ми е сигурно некако вака. И ќе направам јас една пауза тука. Испаузирав јас до Валона, од тука имаме 2 сати возење, така да следната пауза негде Валона ќе ја направам. А сатот е 12:10. Саранда ќе ме фати некаде од прилика 5 часот можеби. Црвено вино, црвени знамиња. Црвено вино, црвени знамиња пред очите, а сигурно. И сега ќе се приклучиме на патот што ги поврзува Елбасан и Валона. Половина... Тука лево? Да. Половина од овој пат ќе ни биде магистрален, а другата половина ќе ни биде автопат. Стигаме на кружниот каде што треба да одиме на третиот излез за да се упатиме кон Валона. Нема овде, гледам само фиер, има знак фиер, ќе го барате за Валона да стигнете, бидејќи нема за Валона. И сега од тука се приклучуваме на автопат до Валона. И добре, дојдов во Валона. Валона е еден град кој што е навистина изменет последниве неколку години и развиен многу добро, баш еден добар туристички град. А сега одиме ние кон Орикум прво, пред да почнеме да го искачуваме превојот Логара. Гледате тука во Валона, евре, премногу високи згради, нови згради, сите овие тука, особено кај центарот да речам. Поминуваме низ центарот, ова е една многу интересна улица, тука имате и шеталиште, да, пешачите едно друго.
Малку од десна страна потаму ви е и градската плажа, а натаму ќе видите и самите конори кои имате безброј плажи. Мирисот на морето се осеќа и од воздухот, одма друго смена наспрема кога возев на копното, да речем кога не бев покрај море. А тука од десната страна, веќе таму можете помалку да ја гледате, тоа ви е градската плажа на Валуна. Сега сме септември, 7 септември и гледам има се уште доста луѓе, не е баш празна плажата, сепак нели сега е се уште сезона за капење. Дувка ветре, на моменти ќе се заоблачи, на моменти сонце ќе угреј. Меѓутоа, пријатно е за возење, не е многу лошо како во јули месец, например. А возиме тука цело време сега по Јадранското море се до Саранда. Додуша Јонското и Јадранското море се делат кај Ксамил, така да покрај Јонско нема да возиме нова патување. И дами и господа, стигаме кај тунелот. Новиот тунел е право, јас нема да одам право по новиот тунел, бидејќи не ќе да си го скратам задоволството од убавината на патот низ националниот парк Логара. Тунелот, иначе овај новиот, е долг 6 км и ви скратува доста искрено. Ќе излезите, да речам, во долниот дел од другата страна на Логара превојот. Ќе видиме, ќе поминиме и од кај другиот излез на тунелот, од другата страна, ќе видите таму кај ќе излезиме. Како што јас се искачувам нагоре, така температурата слегува надолу и станува идеално за возење со мотор. Дами и господа, Јадранското море не се гледа како вода, не се гледа како море, бидејќи има како пареа, како не знам како да речам, и морето изгледа како да е споено со небото. А долу го гледате и патот кој што сега ќе го возиме. Значи онде одиме надолу, слегваме и таму ќе застаниме кај еден како видиковец има. Тука веќе е дувка ладно ветре. И стигнуваме до местото што ви реков дека е како видиковец. Сега тука ќе направаме една пауза. Само каде да застанам, не знам. Тоа беше видиковецот, драги мои, а сега да уживаме во планините во прекрасниот национален парк Логара, како и малце подолу во погледот на морето. Иако малце матен, малку со пареа над него, како што ќе слегуваме надолу, би требало да биде почисто. Puštete me da ja vidim svetlinata Сонцата денес силно нека света. А тука, драги мои, пристигнуваме на местото каде доколку одевме низ тунелот ќе излезевме. Значи доколку ви одиде низ тунелот, ќе влезете таму кај што видовте пред некоја минута, а ќе излезете тука. Со тоа што мое десно ќе излезите сега и ќе одите мое лево, каде што ќе одам и јас сега.
И веќе сме на влезот во Саранда. Влегуваме, сатот е 5:05, така да отприлика погодив кога ќе стигнам. Сега да одиме да го најдиме хостелот во кој што ќе престојувам, бидејќи ќе престојувам во хостел. Не е баш во центарот на градот, малце е настрана, меѓутоа се е близко на 10 минути пешачење. Иако читав, малку стрмно било. Хостелов на Booking беше 15 евра од вечер, но јас преку приватна порака го резервирав, така да би требало да остане таа цена максимум. Туку што ја проверив локацијата на хостелот и е на почетокот од градот, нема со моторот да влегувам в центар. И онма од тука на 2 минути пишеше, така да сега едно завртување во десно ќе имаме тука, исклучување од главната улица. Само точно каде што се уште не знам, претпоставувам онаму. И хостелот треба да е некаде од лева страна. Пред една кривина од лева страна треба да е. Е, сега да најдиме каде е таа кривината. Лево имаме еден поглед голем на Саранда. Би требало и од совата да имаме поглед, ќе видиме. Треба да е овој. А доколку ви се допаднува видео, притиснете лайк и исто така притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени кога ќе објавам некое следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.